Добро вечер, започнува уште едно издание на Урбаните вести. Во продолжение погледнете го нашиот избор за денеска. Започна реконструкцијата на поликлиниката Букурешт. Инсталирани асистивни уреди за работа со компјутери. Нови инвеститори во општина Петровец. Доделени сертификати за англиски јазик и информатика од бесплатните курсеви во општина Газибаба. Познати причините за смртта на жирафата Орка во Скопската зоолошка градина. Министерот за здравство Никола Тодоров денеска го означи почетокот на реконструкцијата на поликлиниката Букурешт, стара 50 години. Градижните зафати се очекува да завршат во јули, а инвестицијата е вредна 24 милиони денари. Денеска започна темелната реконструкција на поликлиниката Букурешт во рамки на владините инвестиции во здравството за изградба и реновирање на здравствените установи во државата. Се очекува реконструкцијата да заврши во јули, кога поликлиниката ќе одбележи 50 годишен јубилеј. Почетокот на градижните работи за реконструкцијата на поликлиниката Букурешт го означија министерот за здравство Никола Тодоров и директорката на Здравствен дом Скопје. Со реконструкцијата ќе бидат опфатени внатрешниот дел на поликлиниката, но и партерното уредување и оградата околу објектот. Единствено фасадата нема да се реконструира. Министерот Тодоров истакна дека пациентите кои имаат потреба од услугите на оваа поликлиника нема да почувствуваат никаков прекен во работата на лекарските служби. Се одлучивме јубилеот од 50 години постоење на поликлиниката Букурешт да го одбележиме со една темелна реконструкција на оваа поликлиника, која што е една од најзначајните во градот Скопје. Реконструкцијата ќе го ја опфати практично целата поликлиника, внатрешниот дел на поликлиниката, но и партерното уредување и оградата околу поликлиниката. Целиот договор е 24 милиони денари и очекуваме да заврши во период од 5 месеци. Пошто некаде со јубилеот од 50 години постоење на оваа поликлиника ќе можеме практично и да ја отвориме целосно реконструираната поликлиника Букурешт. Ќе се реконструираат не само специјалистичките ординации кои што се во рамки на здравствениот дом, туку ќе се реконструираат и деловите кои што се издадени на матичните лекари, каде што доаѓаат пациенти кај нивните матични лекари. Нема проблем и од нивна страна, има дозвола да се работи, затоа што на некој начин тоа е една целина. Они плаќаат овдека закупнина и добро е да и нивниот дел биде комплетно среден. Директорката на Здравствен дом Татјана Баевска-Вучковиќ истакна дека од оваа реконструкција вредна 24 милиони денари покрај пациентите бенефит ќе имаат и лекарите. Чењето е и бенефитот е взаемен, како за вработените, бидејќи во нормални и нови услови секако е попријатна атмосферата, а највеќе очекуваме да бидеме задоволни од нашите корисници, кои што навистина во голем број секојдневно ја посетуваат оваа поликлиника. Воспалението на тенките црева од ешерихија коли и бронхитис, причина за смртта на жирафата Орка. Не станува збор ниту за срцева мана, ниту скршен врат или било какви повреди. Од зоолошката градина ќе поднесат и тужба против сите медиуми и здруженија кои изнеле шпекулации и лаги околу причините за смртта на жирафата Орка. Повеќе за ова Томислав Атанасовски. Причина за смртта на жирафата Орка, која се случи на 23 јануари оваа година, не била вродена срцева мана, ниту неодговорен однос на вработените, ниту скршен врат, ниту било каква други повреди, туку воспаление на 12-палечното црево и тенките црева, предизвикано од бактеријата Ешерихија коли и бронхитис. Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина Дина Митров истакна дека веднаш биле повикани да направат испитувања за смртта на Орка, потенцирајќи дека животното претходно не покажувало симптоми на болест. Истото го потврди од зоолошката градина. Редовна визита од ветеринар и биолог била извршена неколку часа пред смртта на Орка, односно околу 6 часот и 30 минути наутро, неколку часа пред самата смрт. За жал, пред 10 на дена се собравме за да објавиме една неубава вест за угинувањето на жирафата Орка.
А сега се собираме за да ги објавиме наодите, бидејќи се јавија, како што пред малку реков, огромен број на шпекулации. Да се заблагодарам до оние медиуми кои што беа трпеливи и кои што не објавуваа разни дезинформации и шпекулации. И воедно да кажам дека кон оние останати кои што објавуваа шпекулации и дезинформации за угинувањето на жирафата, нашата установа за жал ќе мора да ја побара на некој начин правдата, како и повратокот на изгубениот углед и честа што ја доживеа по пат на судски спор. Зошто? Заради тоа што едноставна е причината, многу односно некои од медиумите се повикуваа на внатрешни извори, значи и медиумите и невладината организација за заштита на правата на животните се повикуваа на одредени информации од внатре, од зоолошката градина, повикувајќи се на тоа дека тие извори на информации сакале да останат анонимни. Шпекулациите беа во два правца. Едниот правец беше дека беше објавено дека зоолошката градина е затворена за посетители. Сакаме да напоменеме да го демантираме тоа дека зоолошката градина во ниеден момент не била затворена за посетители, затоа што и немало причина. Некој пола сат секое утро тоа што е зоолошката градина затворена заради поминување на регуларната визита од страна на ветеринарите и биолозите вработени во зоолошка градина, веднаш го протумачил дека нешто се случува и затоа е зоолошката градина затворена, па имавме огромен број на јавувања од граѓани кои што се интересираа дали работиме или не работиме. Ова да не биде пример, овој немил настан да не биде пример дека не треба секогаш веднаш да се плука во се и се што, него како и сите нормални и цивилизирани луѓе да сочекаме резултат на релевантни институции за што god да е, па потоа, ако има основа, јас мислам дека секој нормален човек кој што е инволвиран во работењето на зоолошката градина нема да избега од одговорноста воколку некој нешто сгреши. Воспаление, хеморагично, крваво, јако крваво спалење во фаза на распаѓање некроза, на 12-палачното црево и на тенките црева. Понатаму, бронхитис со десквамација, со одлупување на епителот на бронхиите во белиот дроб, со инфилтрација на лимфоцити околу крвните садови. Значи, сето тоа наведува дека имало органски работи кои што на секого може да му се случат, значи нема потреба од обвинување на овој на оној. Понатаму, тубулонефрозис, истонекротикас, значи проблеми со бубрезите, со тубулите на бубрезите кои што ги филтрираат сите отпадни материи од нашиот организам, ги претвараат во примарна мокрача и понатаму се излачуваат. Како резултат на реакција на имунолошкиот систем и лимфните јазви, значи се хиперпластични, односно дебелени, тврди и некротични и нефункционални. Обдукцијата на орка била извршена на лице место, а биле направени сеопфатни анализи и методи за кои што е потребно повеќе време за да се дојде до конечниот резултат. Орка не покажувала никакви симптоми, а на кобното утро на редовна визита од ветеринари биолог таа одмарала и била во добра здравствена состојба, потенцираше директорката на зоолошката градина Татјана Стаменов. Надзор над сите животни има редовен и чест. Значи, ако веќе одиме во детали, околу 6:30 часот, значи, обезбедувањето на зоолошката е должна да го обикали целиот круг и сите реони на зоолошката, ја забележува орка во највообичаена ситуација, како одмара и без никакви симптоми ни синдроми. Во претходните денови, значи, не се забележуваат никакви промени по однесувањето на здравието, на било какви карактеристики кај орка. Значи, нас ни е тоа најмногу тешко, значи, посебно во овој момент сега истакнав, значи, ненадоместлива е губитокот на орка за сите вработени, за сите поддржувачи на зоолошка и ни е најмногу криво што се случи во овој случај перакутен тек, каде што бевме немоќни и да помогнеме. Се обидовме, значи, во оваа прилика ретко давам пофалби до вработените, меѓутоа и жртвувајќи го својот живот, во живеалиштето успеавме еднаш да ја повратиме орка,
Меѓутоа, за жал, потоа значи заврши летално. Не теши доказот дека паѓањето на жирафи како вид на животни е проблем во сите зоолошки, без разлика од која причина паднале и не 100% значи обично е летален завршетокот. Од PR службата на зоолошката градина потенцира дека бактеријата која го предизвикала воспалението не е заразна и не представува закана за другите животни. Оние институции и медиуми кои објавувале дезинформација околу причината за смртта на орка, како што нагласи лицето одговорно за односи со јавност на зоолошката градина Даме Кузмановски, ќе одговараат пред суд. Животното беше едно од најомилените во зоолошката градина и имаше само 3,5 години. Зоолошката градина Скопје нема да остане без жирафа, бидејќи во изминатиот период со помош и донација на фондацијата Илија Камчев се пристигнати 3 нови жирафи. Инаку жирафата Орка беше донација од Орка Холдинг Скопје. Градоначалникот Тони Трајковски им додели сертификати по англиски јазик и потврди по информатичка технологија на лицата кои ги посетуваа бесплатните курсеви во организација на општина Газибаба и им посака на граѓаните и во иднината да бидат вклучени во едукативните активности кои ќе бидат организирани од општината. Денеска во општина Газибаба ги доделивме сертификатите на граѓаните кои што ги посетија обуките за почетен степен англиски јазик и обука за во делот на IT технологијата, информатичката технологија, односно програмскиот јазик Word, користење на интернет. Навистина имаше голема масовност, околу 280 сертификати поделивме. Ова ни е мотив и во иднина да продолжиме со ваков тип на обуки, да им помогнеме на нашите сограѓани да го зголемат своето знаење, кое што верувам дека во иднина многу ќе им користи. Оние кои што бараат работа, полесно ќе додат до вработување, или оние кои што вработуваат во секојдневната нивна тековна активност. Исто така, поразговаравме и со граѓаниве доколку има интерес и потреба и за друг тип на обуки, или како што е англискиот јазик, повисок степен на англиски јазик, втор степен, трет степен, да во иднина испланираме и организираме и гледаме обукиве да ги организираме поблиску до граѓаните, односно во населените места каде што живеат. Затоа апелот е кога објавуваме оглас навистина да биде помасовно, за да можеме да им организираме обука во населеното место каде што живеат. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски информираше за 2 нови инвеститори кои ќе градат во општината. Еден од инвеститорите е од земјава, а другиот од странство. Според договорот предвидено е за 1,5 година да ги изградат објектите и да вработат 150 луѓе. Од денес општина Петровец е побогата уште за 2 нови инвеститори. Едниот инвеститор е од Охрид, вториот инвеститор е од Турска, значи имаме инвеститор кој купи 3 парцели со посебни услови. Кога кажам со посебни услови, значи тоа се условите беа по добивање на одобрение за градење. Инвеститорот е должен во рок од година и пол да го изгради објектот и на тие 3 парцели да вработи минимум 150 луѓе. Денес беме сведоци дека турската фирма ги купи 3 парцели под овие услови. И сега останува само да запазиме она нормална процедура, каде што по подпишувањето на договорот, по солемизирање на договорот, да се изработи урбанистичкиот план што мисли инвеститорот да гради и после давање на одобрението за градба за 15 месеци, значи да го изгради објектот и да вработиме од општина Петровец нови 150 луѓе. Во 31 основно училиште и 10 поголеми интернет клубови во државата ќе бидат инсталирани асистивни уреди за работа со компјутери, наменети за лица со посебни потреби и повозрасни луѓе. Министерството за информатичко општество и администрација набави екрани на допир, посебни тастатури, џојстици и глувчиња кои треба да го улеснат пристапот до информатичките технологии. Првиот пакет асистивни уреди, поставен во интернет клубот на улица Македонија, денеска беше презентиран во присуство на министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски и представници на невладината организација Отворите ги прозорците.
За опремата, набавена во декември минатата година, Министерството за информатичко општество и администрација издвои 1.200.000 динари, а дополнителни 400.000 динари вложија USAID и отворите ги прозорците. Како што истакна министерот Ивановски, целта е вклучување на лицата со посебни потреби кон можностите на информатичката технологија. Набавивме нови 41 монитори на допир, кои ќе бидат инсталирани во внимателно одбрани 31 училиште и 10 поголеми интернет клубови, потоа 80 специјални тастатури, глувчиња и друга апаратура потребна за работа со компјутер. Во наредниот период ќе ги опремиме клубовите, а невладината организација Отворите ги прозорците, како наш партнер во проектот ќе направи обука на вработените, изјави министерот Иво Ивановски. Асистивните технологии се однесуваат на помошни уреди, кои ги користат лицата со посебни потреби при работа со компјутери, како што се тастатури со големи копчиња, џојстици, издвоени кликови и така натаму. Тоа треба да има позитивно влијание за подобрување на нивниот образовен процес, како и подобрување на капацитетите за својот личен развој. Ракометарките на ЖРК Вардар со победа од 31-25 над германски Турингер ја стартуваа втората сезона од Лигата на шампионките. Тимот на Сиетел е освојувач на 48-то издание на американскиот НФЛ. Повеќе за овие и останатите вести од спортот по рекламите.